Ние, вработените и студентите на Институтот за хемија, се собравме и ве повикавме денес тука за јавно да го изразиме нашето незадоволство од условите за работа и студирање кои се резултат на лошата поддршка и политики во високото образование во последните 20 години и за науката во последните 10 години, што особено се однесува на грижата за човечкиот потенцијал и материјалните услови за настава и истражување. Ние на Институтот за хемија се гордееме со своето реноме на врвна високообразовна и научна институција, што е потврдено со сите параметри за мерење на достигнувањата во научната дејност, како и со едукација на хемичари кои се истакнати професионалци и истражувачи и кај нас и во светот. И на најдобар начин ја афирмираат својата институција, својот факултет, универзитет и држава. Токму заради реномето и развиената висока академска свест, ние вработените на Институтот за хемија со години наназад вложуваме големи напори за ублажување на ефектите од континуираното влошување на состојбите, истовремено укажувајќи на проблемите и барајќи патишта за решавање. Упативме многу барања до надлежните за добивање согласности за вработување на млади соработници, за вложување во подобрување на материјалните услови, за поддршка на научно-истражувачката дејност, но ефекти немаше. Само за последното, означено со ургентно барање на согласност за вработување на 2 асистенти и 4 виши лаборанти од август оваа година, беше побарано од нас дополнително објаснување за фискален ефект. И се надеваме дека по даденото објаснување ова барање ќе биде одобрено, а не оставено на чекање поради актуелните политички случувања од последниве 2-3 дена. Ова континуирано влошување на условите за работа и студирање, без надеж за подобрување, веќе дојде до степен кога е доведено во прашање нормалното реализирање на високообразовната и научно-истражувачката дејност. Затоа, на состанокот на Стручниот совет на Институтот за хемија од 10 октомври одлучивме дека е време јавно да го изразиме незадоволството од овој третман. А студентите, откако беа информирани, во еден глас решија да ни се придружат на овој протест. Сега само накусо би ги елаборирала трите клучни барања од овој протест. Првото е итно одобрување на барањата за вработување на млади соработници од надлежните министерства, што е нужно за ублажување на катастрофалната состојба со подмладок на Институтот за хемија, за да може да се реализира практичната настава, што во овој момент е неизводливо. Недостатокот на млади соработници, асистенти за практична настава и научно-истражувачка работа е всушност нашиот најгорлив проблем. Веќе 8 години не е добиена согласност за вработување на асистент, во меѓувреме се случуваат редовни пензионирања на професорите и лаборантите, кои се неопходен дел всушност од практичната настава. Проблемот е многу јасно видлив низ бројките. Во 2000 година на Институтот за хемија имало 58 вработени, од кои 33 наставници, 11 асистенти и 14 лаборанти. Во 2010 биле 30 наставници, 4 асистенти и 10 лаборанти. Денес на Институтот работат 24 вработени, од кои 20 се наставници, од нив 15 редовни професори, 4 лаборанти и ниту еден асистент. Во исто време, бројот на студенти во последните 10 години нема битни промени, дури е и во благ пораст, со просечно 50 нови студенти на прв циклус секоја година. И вкупно некаде меѓу 250 и 300 студенти на сите 3 циклуси на студии, бидејќи во последно време хемичарите стануваат и барани на пазарот на трудот. Второто барање е во буџетот за следната година да бидат предвидени средства за реновирање и опремување на студентските лаборатории, како и средства за реновирање на зградата на институтот постапно во следните неколку години. Студиите на студиските програми по хемија и денес се споредливи со студиите по хемија на било кој светски универзитет. Но важниот дел кој недостига е опременоста на лабораториите со услови и инструменти за стекнување на практични вештини во денешно време. Освен тоа, изградата на Институтот за хемија, која што е извонредно проектирана и изведена пред 50 години, не е соодветно одржувана, особено во последните 20 години, и неопходно е да се реновира постапно во тек на неколку години. Третото барање
е во буџетот да се предвидат средства за финансирање на научно-истражувачки проекти, во кои покрај средства за работа во лабораторија и други директни трошоци ќе биде вклучена и поддршка за млади истражувачи во вид на школарина и стипендија за магистранти и докторанти, за да ги задржиме најдобрите дипломирани студенти со можност и услови за академска кариера тука. Состојбата со финансирање на научно-истражувачката работа во нашата земја е очајна повеќе години наназад. Конкурси за национални проекти не се објавени од 2009 година, а стипендии се доделуваат за магистарски и докторски студии во странство, но не и за кај нас. Ова секако не е проблем само на Институтот за хемија, но е проблем на целата академска заедница, за кој треба јавно да се проговори и конечно да се действува. Како ова влијае на одливот на мозоци, кадар кој што го создаваме овде во пакет и потоа го пуштаме во странство? Одлично влијае, бидејќи всушност ние образуваме кадри кои што дипломираат тука и кои што се солидно подготвени за да можат да продолжат натаму во напредувањето во други подобри услови, кои што кога би ги имале тука би можело да биде и тука.